Банкарскиот сектор се окрупнува по пауза од скоро 6 години. На повидок е превземањето на Охридска банка од страна на Шпаркасе групацијата, додека предвадена и од Евростандард банка потврдија дека се заинтересирани да бидат купени од Комерцијална банка. Преговорите меѓу Евростандард и Комерцијална се уште не се започнати, освен првичната потврда од двете страни дека се заинтересирани за тоа. Нема информација ниту колку би чинела оваа инвестиција на Комерцијална, иако се проценува на најмалку 18 милиони евра, бидејќи Евростандард има 18.000 акции по поединечна цена од 1000 евра. Едно е сигурно, Комерцијална банка ќе ги зајакне своите позиции во банкарскиот сектор со дополнителните 192 милиони евра актива на Евростандард банка и ќе ги загрози другите две банки од топ 3, Стопанска и НЛБ. Во првите 6 месеци од годинава Комерцијална банка оствари добивка од скоро 11 милиони евра. Пред неа се Стопанска банка со добивка од над 17 милиони евра, односно НЛБ со 15,6 милиони евра. Комерцијална банка во последниот период е во нов инвестициски поход. Предходно заедно со Балфин Груп ја преземаа албанската Тирана банка од грчката Пиреус за 57 милиони евра. Во првите 6 месеци пак Охридска банка оствари добивка од 4,5 милиони евра. Банката објави дека го започнува процесот на долго најавуваната продажба на контролниот пакет на акции од 74,5% на Шпаркасе. Вредноста на оваа трансакција е околу 52 милиони евра. По преземањето на Охридска банка се очекува Штаер Меркише Шпаркасе да има вкупен капитал од околу 1 милијарда евра во Македонија, со што ќе стане четврта најголема банка во земјава со пазарен удел меѓу 12 и 14%. Согласност за оваа трансакција даде и Народната банка. Централната банка со години предупредува дека бројката од 15 банки во земјава е премногу со оглед на големината и развиеноста на пазарот. Окрупнувањето на банкарскиот сектор треба да значи и повеќе пари и подобри услови за штедење и кредитирање на граѓаните и фирмите.